Православните христијани денеска го празнуваат Велики петок, најтешкиот и најтажниот ден во годината, денот на страдањето и смртта на Исус Христос. Верници доаѓаат да се поклонат на плаштаницата која што го символизира Христовиот гроб. Според свештениците, иако тажен, овој ден сепак носи и одредена радост. И зошто е потребно да ги повторно да ги преживееме овие тажни настани? Одговорот е многу едноставен. За подлабоко да можеме да го сватиме значењето на Христовите страдања и маки и за да разбереме дека овој ден е и радосен ден и носи светлина. Зошто? Затоа што ако не се случила страдањата и смртта Христови, немало да се случи ниту воскресението Христово. На овој ден црквата предвидува строг пост само со вода, а многу верници на Велики петок ништо не јадат ниту пијат се до зајди сонце. Мора да ги почитуваме обичаите што постарите генерации ги всадиле во нас. За здравје, за среќа, почит кон Господ, да си го прославиме тоа. Да се запалиме свечка за здравје, да се поштуваме верата кој што рекол едноставно. Според етнолозите пак за овие великденски денови, освен одењето во црква, во прилеп во минатото, се почитувале едни од најчудните обичаи во Македонија. По народната митологија ова е ден за магиите. Прво се чисти куќата, што е многу битно, се метат дворовите, дури и ногалките се бришат од столиците и крпите и метлите се фрлаат по вода или на некое место. Тоа е за заштита на семејствата од уроци. Инаку овој петок за магии не само позитивни се правели и негативни магии во минатото. Тој ден можат на стоката да им го земат млекото со магија, можат да ви направат многу лоши работи за вас и вашето семејство. Црковните обичаи се поврзани со животот и делото на Христос. А што се однесува до народната митологија, го имаме тоа истото во една друга верзија. Утре е Велика сабота, денот кога се прават последните подготовки за дочекувањето на најголемиот христијански празник Великден.